Почитувани мој добар ден. Верувам дека сте подготвени за уште еден циклус Црвена линија во оваа работна недела и секако понеделнички повторно заедно со вас ќе бидеме пред нов предизвик, каде што ќе го откриеме мислењето на вас граѓаните по однос на темата за која што ќе зборуваме. А еве за што ќе проговориме. По примерот на функционерите, градоначалниците најдоа дупка во закон да се ги покачат платите. Советот во една општина преку одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2023 година му ја покачало платата на градоначалникот за 78%, само за 45.000 денари. Дали градоначалниците го користат советот на општината во лична корист? Тоа е она што ве прашуваме денес, а секако и во понеделник ве потсетуваме задолжително да не заследите на профилот на Црвена линија на Facebook, а секако и профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме нашата тема, па и таму можете да развиете дискусија, да коментирате, шернувате и лајкнувате. Ќе ве потсетам дека нема и на Твитер, но и задолжително ќе побарам да не заследите на Инстаграм со оглед на тоа што ќе ви се отвори можност да дадете одговор на нашето денешно анкетно прашање. На Инстаграм стори Црвена линија анкетата гласи: треба ли да им се покачат платите на градоначалниците за 78%? Имате две можности за одговор, да, не. Резултатите редовно ги соопштуваме од оваа анкета кон крајот на секој издание на Црвена линија, па така ќе биде кон крајот и на ова, веднаш по рекламите. Па ете, тоа е она што ќе проговориме секако со вас и меѓу другото, еве дали сметате дека треба да се покачат платите на градоначалниците со оглед на тоа што секако верувам дека ја забележувате нивната работа и нивните заслуги. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Да, поздрав многутина до тебе и поздрав до голем. Телма телевизија и до сите гледачи. Благодарам на поздравот. Инаку да ти кажам најискрено, не да треба. За греота се значи, јас мислам дека се што има дупка треба да се искористи, да си качат плати, еден е живот, они треба да живеат, баш и не гајле. За овие што се болнички, нели, што и се со посебни потреби, социјални случаеви, тоа не допира до нив, а секако и како градоначалник, нели, ги има сите привилегии, па ќе си лапне и по некоја станција, ако дозволи некоја градба овде онде. Сакам да ти кажам, многу убаво, за пофалба е, значи, секако се многу оптеретени, така да секоја чест алал да им ја на сите тие, значи, капа им си менјам како можеше толку да бидат покварени сите, значи, комплетно тина сите функционери, сега и овие, и сега не знам уште кои, пази, а докторите ли ги збрка, која трагедија, иронија, каква иронија на судбина, ова ти се вика, веровали или не, знаеш, имаше порано едно така, веровали или не, и сега ова не е за верување, веруваш ти? Така да, не знам што да кажам, крајно сум разочарана, се уклучив да го кажам мојот револт, дека сум крајно разочарана од сите тие леле, како не им е срам, само ги прашувам како не им е срам на сите тие, како они јадат, што они тоа јадат, кај ги трошат парите, а прашање нас со колку малку пари, па. Благодарам многу што бевте први во ова издание на Црвена линија, го пробивте мразот, останете да не следите понатаму, бидејќи е време да вклучиме и нов гледач. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па вака, си најдали они адвокатови, градоначалници, некој правник, да поднесе таму барање, молба до Уставен суд, како што овие други функционери се ангажира човек, правник, адвокат, кој се грижи за нивното здравје, за нивните покачување на плати. Така и овие нека си најдат сега што нивно право е да си бараат, а и имаат право по некоја логика и они се функционери. Што значи дека по некоја логика ќе си зема 78% покачување. Не заслужиле луѓето, заслужиле ревност на работат, секој ден ги кршиме колите по улиците, секој ден избегаваме директни судари со некој насправ нас што иде, кога се возиме со кола, бидејќи бегаме од дупки или некој кратер, некој како по месечината да возиме. Стварно, сите луѓе во заслужиле, дали градоначалник и градоначалничка,
Не е битно, важно, многу голема корис имаме од нив. Нарочито сме задоволни од авантата што ја прават со тие предузимачите таму што треба утре таа градежна мафија да работи таму некаде, некои ниви, бабчи, полиња да ги оплемени со нови згради, објекти, така да екологијата да ја решат со тоа што ќе постават бетон наместо шума, да има таму некои растенија, било каква врста. Многу, значи стварно има заслуги. Заслуги имат и треба да си ги добијат се. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Ете, гледате што велат нашите гледачи, секако цело ово издание е посветено токму на вас и вашето мислење, особено за оваа денешна тема. Па на тоа дали градоначелниците го користат советот на општината за лична корист и дали треба да им се покачат платите, да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Јас сум на линија. Да, ве слушаме. Јас сум на линија. Да, ве слушаме. Благодарам. Па еве, темата е убаво поставена, меѓутоа дали да се покажат плати на градоначелниците. Па тие сите во некоја смисла се државни службеници, од пратеници до министри, до градоначалници, до ова, до она. Така да се види дека за народот и за државата не воделе ред никој од овие функционери што ги поставуваме. Меѓутоа, како да и партиите дигнале раце од народот и државата и само гледал во парите и сместување на тие нивни дипломирани штетници на некои функции што може да лапат народна мака без мака и така да, што да кажам, нема што да кажам, ова е сликата на интересот за Скопје. Како Скопје потпадна под влијание на душмарите на Македонија, еве. Како? Како една државна установа веќе нема која води македонец. Еве сликата, дозволуваме градоначалниците да прават што сака. Па сега, од која сорта преовладуват овие градоначалници? Дали од едната или од другата партија, малку важно е. Важно е што сите дадува слика на незаинтересираност за народот и државата. А ја во партијата бев 30 години заради државата, а не заради партијата и да го сакам Лупчо, Бранко, Станко или Грујо или Мујо или не знам кој. Благодарам секако и вам за вклучувањето во Црвена линија. Ќе потсетам само внимавајте на тајмерот 90 секунди. Ова особено важи за оние кои што прв пат ќе сакаат да се вклучат во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве, треба ли да им се покачат платите на градоначалниците? Да, треба да се покачат. Треба да се покачат да те запродадува држава. И не ме чути треба да покачат. Како они да поразлики од овие бандити запродадува држава. Не може. Они барем гледат патика до целото. Те ги целуват целото. Гледат до целото патика. А овие ништо не гледат. Овие само тук ги копат и бегнат. Ја тренувани. Това е пропаст држава, што се вели. Се навеам. Не знам што е ова да ме ради, што е држава тија. Се знам што е текста да ме ради. А директорите на ЛЧПП, се вели да се покачи. Они се најдобри, да не скаже, не на екологијата. Да знаат, така треба да видят чисти градот, треба да види курента, да има карти по целата. Ако знаеш, значи од градот, стави карти по секоја мало целата. И сега се чисти целата и малата. Не, тоа, треба, тоа е началникот. Тоа така се не се направи. Тоа е ти непријатно посол. Пријатно и вам, поздрав, но секако останете со Телма и Црвена линија, бидејќи верувам сакате да слушнете што ќе кажат и останатите кои што ќе се вклучат во денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Па еве, треба ли да се покачат платите на градоначалниците според вас и дали го користат советот на општината во личен интерес? Што мислите? Па, пред да ви искористам од твоите две драгоцени минути, сакам да ви одам комплимент, многу сте убави денеска. Благодарам. И сакам да кажам дека Македонија одавно изгубена. Одавно изгубена
politički, partijski ja prodado Makedonija, tako da ovoj na vlast, onoj na vlast, site na vlast, ali ostana srednja klasa više nemame. Mi ostaname da se borime za životot, preživуваме od den na den, den za den i така си тече деновите. А до следните избори здрави, навероятно ще бидеме и ние по-паметни, па нема ќе се знаеме за која партија да се определиме. Најверојатно и македонска јавност знае, определена е за некоја си од партиите. Дали се слушаме? Така да... постои ли можност во иднина за народот да има покачување? Македонска телевизија и многу и на Телма. Ве искара сопруга да предпоставувам да ја поздравите многу секако и еве да искористам и ово да прашам, мислите дека на народот можеби најмногу му треба покачување од 78%? Да. Времето 90 секунди, благодарам многу што се вклучивте и ве подсетување, затоа и на крајот можеби не се слушнавме, затоа што беше пуштен тонот на телевизорот. Стартувавме без да го напоменам тоа, но еве во продолжение подсетувам, драги мои, ве молам со вклучувањето во црвена линија, имајте во предвид веднаш да го намалите тонот на телевизорот и тоа целосно да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. Се слушаме одлично. Драго ми е дека е така. Да слушнеме, еве, кои ќе бидат вашите одговори? Па вака сега, мислам дека кога многу чувствително е прашање работата и платите, ова 78% не сакам да биде извлечено од контекст. Се согласувам, да ви кажам така. Не само на градоначалниците и на сите останати државни службеници. Мислам по високите, министри и така. Функционерите. Функционерите, да. Меѓутоа под еден услов. Ако веќе се покачуваат платите на градоначалниците, тогаш треба да се покачат платите и на работниците, на службениците. Сега замислете, 20.000 има и многу голема разлика во тој коефициент. Своевремено платите се делеа според коефициенти од таму 4,5 па надолу. Мислам дека беше до 2,5 на најниските функционери. Сега нема основ да се зголемат вака платите. 20.000 е минималната плата. Ја би се согласил, макар да моето мислење не е уопште важно и значајно, и тоа минималната плата треба да биде тука некаде околу просечната плата. Барем околу 500 евра, па тогаш може и останатите плати да одат вака како што одат, затоа што стандардот на работниците, онаа средна класа е веќе изгубен. И мислам дека треба да се покачат минималните плати. Се покачуваат доста, навистина, меѓутоа тоа е недоволно, уште треба да се покачуваат. Например, 78% еве народот да добие покачување. Не ве слушнам, времето ми истина. Дали еве народот треба можеби да добие 78% покачување? Ало? Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Ви благодарам и ве поздравувам, Тина. Ве поздравувам. Еве, што ќе кажете вие на денешните прашања и сметате дека можеби народот заслужува покачување од 78%? Народот секогаш заслужува, меѓутоа не може да дојде до тоа покачување. Јас мислам дека ова што го направија 78% го нема нигде. Во една држава каде што е просечниот плата 21.000 или 20.500 не е битно, а некои да земаат 150.000 и 100.000 денари, еден со 5 разлика, тоа го нема нигде. А градоначалниците ни најмалце не заслужуваат. Че си добијат они, нема проблем. Тие се две партии, јас сум ви кажал дека се или двајца браќа, или брат и сестра, или две сестри. Ако опозицијата кажуваат, продават магла и поштење, меѓутоа 3 пати се понепоштени од овие што можам да кажам дека воопште не ја вода државата.
Меѓутоа народот си е тој народ, ќе си пати, ќе си гладува и пак ќе искочи на гласање да гласа. Не ги паметат сите овие негативности на политичките партии, на двете сите партии, па да им дадат штаканица. А која е штаканицата? Се знае пенкалото во раце, граѓанинот го имат. И не може това да го дозволат овој баши вузлом. Ова го немало во ниедно време, само сега го има. Тие се мислат само за себе, а за граѓанинот воопште не, мува не ги лазе. Благодарам многу, но еве и ќе потсетам во продолжение да не заборавиме дека доколку се покачат платите на работниците, автоматски ќе има покачување повторно и на овие покачувања кај функционерите. Еве ќе продолжам со еден твит кој што ќе го прочитаме за сите вас, за да можете нели да слушнете и твитерџи како коментираат наназад месеци во поглед на покачувањето. Alice in Wonderland Македонија има напишано: се уште платите на вработените не се покачени, ама платите на функционерите се покачија дури 78%. Покачување добија и функционери од СДС и од ДПМН и од ДУИ. Ако приметивте, сите функционери ќутат како тенџериња. На работниците им го украдоа покачувањето од неколку месеци. А еве според вас, со оглед на тоа што со попримерот на функционерите и градоначалниците најдоа дупка во законот за да си ги покачат платите, сметате ли дека треба да им се покачат платите и на градоначалниците? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, Тинче. Убава недела. Убава недела сега кој вам. На сите во Телма, на црвена линија. Благодарам. Па треба брез златна Тинче да се качат на градоначалниците платите, не 78, 100%. Па они зашто се борат да бидат градоначалници? Да си ги решат нивните проблеми, да си запослат нивни, да си купат станови, да си се прошетат. Тоа е малце за ние, 100% треба. А за работниците баш ме брига, додек да добијат, значи трчат, обеќат, ово кај ќе биде, она кај ќе биде, овој ќе ве запослиме, оно едни отпуштат, други примат. Ја бар сам убаво свидок со спече с градоначалници, има шанса да работим. Они си само гледат за нив и тој си направија убаво за ние, па ќе кажем 100% nek ни качат, ала за ние, а за народот, за сиромаштијата, за работниците што бегат на страна, што пензионерите кукат, што народот нема што да јаде, баш ги брига. Функционерите се качија и они ќе се качат, никој нема со прст да мрдне. Само ми е чудно како сиромаштија за нив има, а за други нема. Ние народот не можеме да се начудимо што стана од овај наша Македонија. Тоа е стварно више, дури е смешно да се кажат овие бројки што се качуваат на градоначалници, на функционери, на овој. И како за друго све не можат да се договорат, а за парите ќе се договорат. Еве сак, например, па да се качат пари, не пак ќе се сложат и тие. Значи свака ни час. Поздрав, Тинчи, све наубаво. Поздрав големи, сега го продолжете да не гледате. Одиме со вас, повторно вклучуваме гледаш. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Кои ќе бидат вашите одговори? Ало. Намалете го тонот на телевизорот. Еве до краја намали. Ете така, повелете. Добар ден, сега. Добар ден. Добро, платите мали се треба се качат. Малку е 78%. Така. Дали сте поминали кај Чиподром за патот да го видите градоначалниците наши на Илинден и на Газибала? Нискако пат од нив. Може да поминете да го снимате тоа. Еве, кажете, пренесете за да има јавност информацијата. Сега кога ве следиме, што зборувате? Па, во Хиподром, само да поминете да видите како пат иде за Илинден. Имаме тука 20 градоначалници од Илинден и Газибала. Па тоа нема ни сакара таков пат. Па какви плати, они ги не заслужуваат ни тие сега што им ги дават. Ја не знам каква држава се, како тоа дупка до дупка, не може. Автобус иде градски, други од стоите да се помине. Според вас, еве, дали градоначалниците го користат советот на општината во лична корист? Како ви изгледа тоа?
Па како? Го користат како? Абе си гледаат свој бенефит, за луѓето още не третира. Гледаш, што ти кажам, најосновното како. Така, благодарам Иве што споделивте со целата јавност како изгледа патот кај хиподром, како што укажавте, така дајте регистрирано е и секако верувам дека ќе може јавноста и визуелно да се запознае со каква е состојбата. Затоа и ни требате токму вие, вашите вувања во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, на црвена линија сме, така? Да, повелете. Се јавуваме од Гостивар, граѓанин. Добро. Во врска со темата, дали треба да им се дигнат платите на градоначалниците, таа тема е за нив добродојдена, толку тие чекаат и немат во Македонија еден граѓанин кој ќе каже да треба да им се дигнат. Зашто? Затоа што ако не им се свиѓаат градоначалничките места, нека си поднесат оставка и нека си бараат друга работа. Кој е тој што ќе им даде 71% на градоначалниците за неодење на работа? Не може ни еден градоначалник да видиш да оди на Сабајле на работа во 8 сатот како работниците и да се врати во 3 или во 4 сатот или во 2. 1 сат до 2, дали се или не се на работа, а згора на тоа бара да им се дигнат платите 78%. Тоа е жива срамота. Еден градоначалник не би требало да се страмат до еден сите. Ако не им се свиđат, прво не знаеме колку плата земаат, па после да бараме одговор на прашањето дали треба или не треба да им се дадат 71%. Тие не заслужуваат не 78%, не да земат. Тие не заслужуваат ни таа плата што ја земаат, а камоли да им се покажа платите. Бурум, ако не им се свиđат, нека дадат оставка, ќе дојдат други градоначалници и тие ќе бараат работа. Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но секако не сме затворени доколку сакате нови 90 секунди. Повторно завртете го бројот и благодарам секако за вклучувањето. Јас ке подсетам дека Советот во една општина преку одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2023 година му ја покачила платата на градоначалникот за 78%, односно народски кажано, само за 45.000 денари. Па ве прашуваме, треба ли да им се покачат платите на градоначалниците и дали тоа градоначалниците го користат Советот на општината во лична корист? Што мислите? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Тино, види вака се. Не треба да им се покачат платите на градоначалниците. Како прво, како второ, тие би работеле и без плата, зашто има многу тендери. Например, ќе земам овоја пред мене од Гостивар. Син му работи низ Гостивар, изведува градежни работи, гради згради. На еден квадрат по 1 евро да зема, на една бекатон плочка по 1 денар да зема, тоа се многу пари. Што ќе ми не плата? Зошто се тепаат тие? Зошто градоначалникот на Гостивар доктор е? Зошто не работи доктор? За градоначалник на град треба да биде економиста, да разбира нешто од работата. Тоа миши, јас сам те лажам, а ова добро им дојде, 78% и нити знаеме колку земаат платата, колку му е платата на градоначалникот од Гостивар или на градоначалникот од Скопје. Тоа е миши, јас сам те лажам, не им треба плата ним. Тие живат од други тендери тамо што ги градоначалникот од Скопје ги фати со рачињата во медот. Па тоа се многу пари, многу пари. Бидете поздравени, имајте убав ден. Имајте убав ден, бидете поздравени, вие секако не се исклучувате и продолжете да не следите и понатаму. Продолжуваме со твитирџи, нормално читаме твитови со оглед на тоа, и вие може би ќе се сложите со некој од нив. Кашлец има напишано за претениците 78% покачување на платите, а за граѓаните 8% покачување на ДДВ-то за струја.
Па треба ли, може би, да им се покажат платите на градоначалниците? Што сметате вие? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, Тина. Како сме денес, баба Роска? Супер сум јас. И сакам да кажам за градоначалници, за темата. Така, слушаме. Дали знаеме колку имат они моментално плата? Дали знаеме колку имат моментално они плата? Не веруваме дека се на минимална, но сега кој еве 78% покачување заслужуваат ли? Тина, они не заслужуваат и без тие 80 таму и колку, без тие што ги зимат, ојди у општина, нема никого да најдеш. За еден документ ќе чекаш 12 години. Јас борам од искуство. Изгорена сум од тие општини, од тие градоначалници. Они не ги заслужуваат ни тие што ги зимат, а камоли да се покаче. Они се пријават и целно си шетат по град и по пријатели, по кафиња пијат. Тоа е срамота што прават. До кога вака бетине ќе биде? Дали ќе исправиме еден ден оваа Македонија? Да не биде работников, пензионеров, испод 30.000 никој доле. Нека зимат они 100.000, на нас нека дадат по 30. Па да живеме и ние и они. И они имат стомак и ние. Зарем они јадат хлеб, да ние трава ли пасеме? Што ќе правиме вака, до кога? Ајде да се зберемо некако да излеземе и да го решиме овој прав. Благодарам многу, баба Роска, за вклучувањето во Црвена линија. Верувам дека сте и подобро со оглед на тоа што минатата недела не се јавивте и рековте дека не следите дори и од болнички услови, но ве слушаме во добро здраве и тоа ни е драго. А и драго ни е дека откривте како граѓанин всушност со што се сретнувате кога имате потреба од услугите на општината. Истото тоа го предочи и гледачот кој што се јави од Гостивар. Па еве, според заслугите и тоа како се работи, сметате ли дека и градоначалниците треба да имаат покачување од 78%? Добар ден. Добар ден. По Црвена линија сте. Да ве поздравам вас и посебно да ја поздравам баба Роска. Благодарам многу. Секогаш со задоволство ја слушам жената, бидејќи кажува многу поушти работи. Во врска со вашето прашање, јас ќе кажам, од сегашните плати 78% да зимаат градоначалниците. Значи да им се симнат платите, а не да им се покачат на 78%. Па каде го има тоа покачување? Во светот нигде го нема. Тие требаше, ако има образ, самите да откажат, да речат не ни следува, бидејќи народот гладува. Во корист на народот ние се откажуваме од тоа и ова што го примаме ни е доволно. Меѓутоа, лаком, народ лаком. Јас ќе ве поздравам и ќе ви посакам убав ден. Благодарам и јас ќе ве поздравам и сега го ќе ви посакам убав ден со Црвена линија. Сега го ќе ве подсетам подосна, не ја пропуштете шансата да завртите и на Телма. Но оние кои што вртат во Црвена линија, продолжуваме со нив. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ама вие ги занадивте граѓаните, они веќе си ги покачија платите со одлуката на Уставниот суд, таа важи и за нив, само акцентот беше даден на владата и на, да не кажам, на функционерите, а граѓаните заборавија дека избрани функционери си градоначалниците. А одлуката на Уставниот суд е за сите избрани и именувани функционери. И вкупно во државата ги има 1040 луѓе. Они мислат дека само функционерите на позицијата ќе си ги качат платите, а овие од опозицијата ќе работат за лепе очи. Меѓутоа гледате дека не работат и тие си ги богачи. 78%. Овде станува збор за случај каде што Советот во една општина преку одлука за измена на одлуката на извршување на буџетот за 2023 ја покачала платите. Ама тоа мора сите да го направат за да усогласат одлуката со одлуката на Уставниот суд. Тоа не е ништо ново. Одлуката на Уставниот суд е таја, општината мора да донесе одлука со која ќе ја почита одлуката на Уставниот суд. Мислам да
да видиме на чисто, не дека ја поддржам оваа одлука за 78%, дали ме разбирате? Меѓутоа, тоа е административна обична работа. Иначе, кога на вашето прашање дали ги користат советите во личен интерес, па како ќе ги менјаваат дуповите, муповите, ако советите не им ги гласат одлуките на градоначалниците? Како градоначалниците ќе уцртуваат маркици за згради, ако советот не го гласи измените на дупот? Па тоа се сложни калуѓери во петок мрцат. Играта е таја. Еве, не ќе подсетиме всушност како станува збор всушност за ова покачување, односно дека станува збор за одлука за измена на одлуката на извршување на буџетот за 2023 година, каде што со 12 гласа за и 11 гласа против, Советот всушност донел одлука за покачување на платата за 78%, односно само за 45.000 денари. И сега треба ли да им се покачат платите и на останатите градоначалници? Што мислите? Добар ден. Добар ден. Ало? Дали се... Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Не треба... Ало? Ве слушаме, повелете. Да, слушам. Во врска за темата, треба ли да им се покачат платите на градоначалниците? Платите не треба да им се покачат. Градоначалниците и онака си работат за себе, си работат за нив, отиди ништо не завршуваат на граѓани работа, на кого сакаат помагаат, на кого не помагаат. Вработените не го кажуваат градоначалникот, си работат за себе, не сме задоволни. Да, и не треба да им се покачат платите, големи плати взимаат, вработените го кријат градоначалникот, не сме многу задоволни. Сакате да кажете дека не се контактибилни, не се достапни кога имате потреба од нив? Не сме задоволни уопште. Си сакаат, така си прават, отиди документ, чекаш со месеци, со два, си работат за свој интерес. А дали ќе бидат помотивирани, еве, доколку им се покачат платите? Општините, нула. Дали според вас ќе бидат помотивирани доколку им се покачат платите за 78%? Молим? Дали ќе бидат помотивирани за работа доколку им се покачат платите? Ние народот, граѓаниве, не сме задоволни. Избори сме. Само за избори им одговараме, друго ништо. Што си сакат и прават, како по своја земјоделието е хаосо. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето. Ќе подсетам, внимавајте на оној технички дел, значи веднаш што ќе го завртите телефонскиот број 023070005. Намалувајте го тонот на телевизорот целосно, за да не губиме време во тоа дали се слушаме или не. Да зборуваме телефонски. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до телевизијата, добра за сите. Ние сме многу солидарен народ. А е за пари, а нешто ни треба, сите сме солидарни, без разлика. Партите само се една камуфлажа дека не се сака и се неќа. Инаку, кога ќе дојде за нив, се е оред. Слушај, Тина, да ти кажам, јас имав една баба многу памет. И ми каза еден многу голем совет. Во времето кога избирале кметови, кога се живеело, и сите трчале на площад за да избера нов кмет, една бабичка седела на чошот од улицата и плачела. Ја прашале, бабичке, зошто ти не идиш да гласаш, плачиш? Бабини деца, кога ги избервав не првиот, велев не е лош. Тој што дојде по него, уште по-лош. Овој ќе биде уште по-лош. Не се надевајте и нака не ве лажа дека тие самосеарни, тој пред нив речени. Поуката наша е таја. Избрав не нови на здравие на кание. Секој си се бори за своето и секој си се бори за своите пари. И ќе си ги покача и со здравие да си ги троша. Од мене толку. Благодарам многу што се јавивте и еве што ни предочивте и мудри зборови од вашата баба Чинам, колку што запаметив. Оке, продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, во програма сме. Да, во црвена линија сте, повелете. Дали треба да им се покачат платите на градоначалниците за 78%? Треба да им се намалат за 180%. За 180% да им се намалат. Еден предлог до вашата емисија и вашата телевизиска куќа, да секој
градоначалник баре еднаш месечно да учествува во вашата емисија и да поставите контакт, да му се јавуваат луѓето, ама не да негови луѓе што ќе треба да си градоначалниците платени луѓе што ќе се да се јават обичната раја луѓе што направиле градоначалниците од сите општини, еве во вашата телевизиска куќа, да ги повикате у месецот секој по еден градоначалник и да дава отчет и отворено вака да го прашаат луѓето да се пофали кај што направил негдека. Еве да почнеме со вас. Што прво би го прашале вие вашиот градоначалник? Одма би го прашал моето населено место што има направено. А нема ништо направено. Нема ништо направено, а може на телевизија кај диде да каже дека е направено. Ја кажам, цело населено место ќе каже дека нема ништо направено. И да му се јават да го подсетат. Се јавуваме од натрешноста. Да, дали може би еве малку се платени па не се мотивирани? Не, они се платени од провизиите, од тендерите многу. Плата не им е битна на уплата, така не битни се тендерите. Така, благодарам многу и вам за јавувањето и еве што ни дадовте една интересна идеја, ќе ја земеме во предвид секако. А продолжуваме и со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, во црвена линија сте. Дали е намален тонот на телевизорот? Ало? Дали го намаливте тонот на телевизорот? Да. Добро, повелете. Јас сум на линија. Вие сте на линија, повелете. Вака. Тина, ќе ми одговориш и ти мене на едно прашање, може ли? Ајде да слушаме какво е прашањето, дали имам одговор на то. Вака, дали вие се служувате да им се покачат платите? И вие сте човек, мислам граѓанин на СРМ. Ваше мислење, може ли да добијам? Вака сега, ако јас како водител укажам со мој директен став, тогаш верувајте ми дека сите ќе добијат впечаток дека фаќаме некаква страна. Затоа и се воздржуваме од коментари. Па тие се наши. Затоа ве прашуваме вас и слушаме ваше мислење. Ајде и прашуват, па така и сега. Еве, што би го прашале вие вашиот градоначалник? Градоначалник? Па ете, канализација немаме уште. Се јавуваме од внатрешноста. Меѓутоа, вака, да биде... Ало? Ве слушаме, продолжете. Прво, изборите, за изборите, само два збора, за изборите, или да има листа отворена, една изборна единица. Ако не го направат тоа, знаете што ќе се деси? Ќе има 25 до 30% гласачи. Благодарам многу за јавањето и еве во продолжение да напоменам, јас си како водител на оваа емисија, секако и целата наша редакција нема да си дозволиме да даваме наши лични ставови, и јас како водител со оглед на тоа што ние треба и да останеме, се разбира, тоа е во кодексот на професијата, неутрални, но затоа целосно отворени кон вашите ставови. Така да и доколку некој од вас имате разлики во размислувањата, слободно, отворено е да го кажете тоа. Едино не е дозволено, се разбира, да се користат погрдни зборови, говор на насилство, нешто што алудира, се разбира, на омраза и така натаму. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Да кажам веднаш на почеток дека јас сум против ова зголемување од 78%. Добро. Само ме интересира, одбегнувате цело време да кажете за која општина тоа се работи. Би сакал, живо ме интересира за која општина тоа се работи. Толку би сакал да прашам само. Добра, еве да прашаме од вашата општина дали сте задоволни. Може би има и градоначалници кои што заслужуваат. Од нашата општина сум задоволен. Живеам во Кисела Вода, сум задоволен. Еве, може би вашиот градоначалник или градоначалничка сметате дека треба да има покачување од 70? Не треба да има. Иако сум задоволен, не треба да има покачување.
Доволно е ова што го имаат. Така, имате уште време, што би додале? Не, толку. Тоа сакам да ве прашам. Значи, вие сте задоволни. Штом сте задоволни, бидејќи слушаме гледачи кои што генерално не се задоволни. Што е она од што сте задоволни? Дали тоа значи дека лесно завршувате работи, кога ви треба општината, лесно доаѓате до документи и така натаму? Еве да слушнат гледачите како изгледа кога граѓанин е задоволен од градоначалник. Генерално, еве јас живеам во населба Драчево. Така? Човекот се интересира за улиците, веќе го прави пазарот, така да ние сме задоволни тука што живееме од него. Не мора да значи дека сите се задоволни. Јас конкретно зборам за себе. Така. Добро, благодарам многу ако беше тоа се. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Еве, интересно да напоменам дека некои од гледачите кои што укажуваат дека некои од градоначалниците не се достапни, во општината не можат да завршат работа, онака како што сакаат и чекаат за документи со месеци, се разбере, имаме и гледачи кои што секако при обсервација на работата на својот градоначалник се задоволни. Па дали треба да се покачат платите на градоначалниците? Добар ден. Ало, добар ден. Кои ќе бидат вашите одговори? Ало. Да, ве слушаме, повелете. Да. Јас едно прашање имам да ви поставам. Може ли? Ало. Ве слушам, продолжете. Јас мислам дека до вас тебе да седи Ало. Ве слушаме? Кој треба да седи? Јас мислам до вас тебе да седне овој човек што решил да им покачи 78%. Каде е тој човек да седне до вас? Него да го прашуваат. Тој човек, кој е тој, дали од суд, или од влада, или тој треба да седне до вас? Прашањето што не е, кога ќе се создаде ситуација во која што совет на една општина преку одлука за измена на одлука за извршување на буџет за оваа година ќе ја покачи платата на градоначалникот, дали тоа значи дека градоначалниците го користат советот на општината за лична корист? Ало. Сметате ли дека еве градоначалниците го користат советот на општината за лична корист? Имате ли таков впечаток? Не. И не треба ништо да им се покачи. И уште нешто да ве прашам, малку ве прашам. До вас треба да седи тој човек што одлучил да им се покачи. Но тоа е одлука во однос на гласање на цел еден совет, така да еден човек не е еден совет. Ама, уште еднаш да ве прашам, зашто до вас не седи тој човек што одлучил 78%? Кој е тој што одлучил? Благодарам многу за јавувањето и продолжуваме уште еден гледач. Вклучуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам, се јавувам од Охрид. Прво да кажам дека лично, не само за мојот градоначалник, воопшто не сме задоволни со оној доход кој што им е покачен на градоначалниците. Прво, треба општините да се намалат трошковите. Значи, затоа што државата не ни е толку богата, не ни е толку силна да може да исплатува толку голем број на градоначалници, советници и слично. За мене, советниците се ставени меѓу чекани на ковална. Сака или неќа, мора да го изгласа тоа одобрение, да им се качи на личниот доход на 78 центи. Меѓутоа, ние граѓаните, крокодилски солзи ќе роневме, ако не им се покачеше. Ќе плачеме, ќе тагуваме, затоа што премногу сме незадоволни од нивната работа. Посебно мојот градоначалник сега и сите претходни пред него, за мојот град Охрид, сите се удираа во гради дека ќе го решат проблемот со дивоградбите, со што нашиот македонски Ерусалим го уништија. Дури УНЕСКО не става на скалата дека ќе бидеме избришани од таа скала и ќе немаме право, што се вика, да ги користиме бенефициите. Па сметате ли дека можеби еве градоначалниците се чувствуваат финансиски немотивирани? Можеби навистина треба градоначалниците да се живи и здрави, меѓутоа сепак 90 секунди е време трењето. Благодарам за јавувањето. Одиме со реклами.
Сега дојде и време да ве посетам задолжително од овој момент да не заследите на социјалните медиуми. Подсетувам Facebook Црвена линија, Телма телевизија на Facebook, Twitter Црвена линија и секако на Instagram. Со оглед на тоа што и денес имавме анкетно прашање на Instagram Story, кое што гласеше треба ли да им се покачат платите на градоначалниците, Инстаграмџи вака одговорија. Со да одговорија 17%, а со не 83%. Сега доаѓа време кога јас ќе им се заблагодарам на сите оние кои беа дел од ова издание на Црвена линија, но и ќе ги потсетам да не заборават дека не треба туку така лесно да се одјават од фреквенцијата на Телма телевизија, туку да останете. Одлично ви оди со вртењето на бројот. Тој не е сменет, а она што секако Советот на заврти на Телма одлучи дека ќе имате 100% добра забава и многу вредни награди. Па и да ве подготвиме. Што би се рекло со врски, еве се разбира и подкажување. Подгответе се да ги забележите овие 5 прашања кои што секако ќе бидат дел од заврти на Телма. Во што се проектира права која со рамни награди прав аго? Добрата вила во приказната за Пепелашка, кој плод го претворила во кочија? Како е попознат американскиот забар и коцкар Џон Хенри Холидеј? Исто имаме и прашање која статуа е најпознатото скулптурско дело на Микеланџело, Давид или Голијат? И ево уште едно прашање, низ колку држави поминува екваторот? Јас ве чекам за многу кусо време пред моето тркало, а вие секако како и секогаш почнете и освојувате награди. Се гледам.